Во текот на вчерашниот ден прочитавме веќе, го објавивте моделот кој што го заговарате еден подолг временски период за нов начин на, всушност не е нов, предлагате модел за полесно, поедноставно справување со предизвиците кои што ги носи дијабетесот. Можете ли да ми кажете за каков тоа модел станува збор? Најнапред да потсетам дека ние повеќе години веќе разработен модел во Европска унија и земјите околу нас во регионот, да кажам дека ние бараме прво луѓето кои што имаат дијабетес и се на инсулин имаат сериозна потреба за менаџирање со дијабетесот, но да бидат здрави, да бидат работоспособни, да не развиваат компликации, дополнителни потреби за лечење, да имаат квалитетни ленти, квалитетни глукомери, а лицата со тип 1 дијабетес во државата да имаат CGM системи или сензори. Тоа што значи? Значи многу заштедување во средства, државата да ги додели бесплатно на секој тип 1 лице сензор, CGM, каде што секој пациент, односно и семејството и докторот, навремено и континуирано во 24 часа на секој 10 минути ќе добива информации што се случува со шеќерот и со дијабетесот, а додека тип 2 пациентите кои што се на инсулинска терапија ќе имаат квалитетни глукомери и ленти по собствен избор, како што стои во уставот на државата и сите меѓународни резолуции за квалитетот и со стандардите кои што се соочува. Тоа значи дека моделот, ние го викаме референтна цена, преземен спрема тоа што се случува во земјите во Европска унија, тие сите препишуваат преку специјалистите на рецепта ленти и глукомери, кои после пациентот соодветно на препишаното ги подигнува од редовна аптека, од малска што велиме, во селото, во градот и така натака. Од кого зависи дали овој модел ќе се примени? Значи, најмногу зависи од Министерството за здравство, затоа што програмите моментално се во Министерството за здравство. Ние бараме моделот, значи прво да премине во Фонд за здравство, преку влада, на влада Република Македонија донесе одлуки и правилници да ги промени и програмата да ја пренамени во Фондот за здравство, за да може Фондот за здравство да го искрира тој систем за дополнително, односно преку рецепти или потврди, како и да ги наречеме, луѓето можат да земат или електронски или рецепти, да подигнуваат и истото лице со дијабетес кој што го има, имаме можност, доколку некој од лентите кои што се во рамки на сумата што ја финансира државата, а се појават нови со повисока цена, мала, пониска, да доплатиме за да може, како што се случува и со лековите или со очилата, и може да ги користиме во соодветно време. Дали ова значи дека државата ќе заштеди финансиски средства? Значи, во старт да кажеме дека Словенија, кој ги вовела сензорите и на новиот начин на инсулин, на глукомери, стаселе за 3 години на секој тип 1 лице да му дадат инсулинска пумпа. Тоа се огромни средства кои што ќе остануваат. Прво само од набавката и не контрола врз трошењето. Ние сега имаме модел кој што сака ние оделе или не оделе, подигнале или не подигнале ленти, државата ги плаќа на дистрибутерот, односно економскиот оператор кој што ги донел, кој што добил тендер. Второ, тие ленти не секогаш се квалитетни, немаме кај да се жалиме, нема кај да ги пратиме, нити глукомерите. Овдека ќе има можност да се вратат, да се рекламираат. Трето, сензорите се многу побрзи и се поевтино да инвестирате во сензор, кој што лицето ќе има, се вика time range, односно време во кое што се движи во рамките кај што треба да има, речеме, 4-6,5 единици
чекер во крвта, а наместо да има 20 да не знае и да добива срцев удар, мозочен удар, па да лечиме срце, бубрези, мозок, да лечиме диабетично стапало, да фрламе и се фрлаат моментално милионски суми за компликации. Тогаш компликациите ќе бидат многу помали, пониски и ќе имаме средства за многу подруги превентивни програми и секако за лекување на други болести. Ви благодарам. Благодарам вас.